Председателите на општинските организации на СДСМ во општина Штип, доктор Владимир Милошев, Јован Матеничарски од општина Берово и Иван Кузмановски од општина Македонска Каменица за порталот Плюс Инфо ги критикуваат градоначалниците на овие општини дека организираат општински забавни манифестации во екот на поплавите кои го зафатија Скопје и регионот и укажуваат на тоа да хонорарите наместо за изведувачите бидат пренаменети за настраданите во поплавите. Но, во екот на поплавите и додека цела Македонија се мобилизираше во справувањето токму со поплавите и помагаше на настраданите граѓани, лидерот на СДСМ и градоначалник на општина Струмица Зоран Заев ја организираше манифестацијата Струмица Open Festival, на која струмичани ги забавуваше меѓу другите Аца Лукас. Канал Плюс телевизија телефонски ги контактираше председателите од СДСМ и ги запраша каков е нивниот став за тоа дека токму нивниот лидер го направи она за што ги критикуваат градоначалниците на нивните општини. На нашето прашање одговор не добивме од председателот на СДСМ од општина Берово Јован Матеничарски и Иван Кузмановски, председател на СДСМ во општина Македонска Каменица. Откако го слушнаа прашањето, нивниот одговор беше да ги побараме подоцна, а подоцна не одговараа на нашите повици. Одговор на нашето прашање добивме само од председателот на СДСМ на општина Штип Владимир Милошев, кој не сакаше да коментира за постапките на неговиот лидер, туку во телефонска изјава истакна дека средствата за организација на пастрамалијадата според него треба да бидат донирани за поплавените. На ова градоначалникот на општина Штип примариус магистар Илчо Захариев истакна. Факт е дека општината организираше веќе 10 дена со 150 луѓе одеа во Скопје читаа. Така. Значи, општина Штип даде противпожарни единици уште првиот ден. Значи, максимално помогнахме во Стајковски и во Сингелич. Интересно е дека беа поканети советниците од СДС да дојдат, тие не дојде никој. Никој не дојде советска на СДС, да речеме, да помогне во Стајковски. Што се однесува до самите поплави, Штип имаше поплави во 2015, 14 и 13. Мора да кажам дека тогаш СДС ги немаше никаде. Кога ние конкретно денонокно работевме, да речем, по 72 сати, бечно само да го спатиме Штипска. Канал Плюс исто така ги контактираше и градоначалниците на општина Берово и Македонска Каменица Драги Наџински и Дарко Митевски. За жал, господинот председател на Советот толку е неинформиран и не знае дека во буџетот тие одобрија и изгласа само износ од 200.000 денари за манифестацијата Етноплоштад фестивал, а тоа што доаѓа седенија, тоа е финансирано од спонзор, кој спонзор е еден од најголемите донатори во кризните подрачја што ги зафатија во Скопскиот регион. За жал, господинот председател на Советот требало да праша зошто во Струмица неговиот лидер 4 дена прави и ги троши средствата, а не ги донираше во регионот, а ми правеше 4 дена фестивал. Ние како општина Македонска Каменица, значи бевме прва од општината која што заедно со рудникот Саса дадовме 40.000 литри вода на поплавените подрачја. Ние како општина бевме први кои што 10 дена во континуитет по 20 луѓе работеа на терен за расчистување на теренот во Стајковци во поплавените подрачја. И дека сите средства кои што се собрат, сите средства кои се даваат на пејачите, се даваат од спонзорство, значи не е дека ги дава општината. Второ, значи празник на рударите и дека целата манифестација ние организираме заедно со рудникот Саса, не се тие пари општински, ние општината се јавуваме само како организатори, значи дека се тие општински пари за оваа манифестација. Сепак, од елементарната непогода и болката на граѓаните не би требало да се собираат политички поени, туку оние кои се во можност да помогнат во расчистување на поплавените подрачја во Скопје и регионот.